доаѓа од Викторија, кој што прашува: слушнав некого од вежбачиве кај мене во теретана дека треба да користам БЦА. Дали навистина ми е потребно и како да го внесам доволно? Викторија, значи прво за оние кои што не сте запознати, БЦА ви се 3 аминокиселини и практично во телото, тоест постојат 20 аминокиселини кои што формираат над 1000 протеини кои што функционираат во нашето тело. 9 од тие аминокиселини се есенцијални, или во превод тоа значи дека мора да се да се внесат преку уста, односно преку храната, затоа што телото не може да ги создава. 3 од тие 9 се практично тие БЦА. Најпотребни се за регенерација и раст на мускулите и за луѓе кои што вежбаат и те како се потребни. Постои една аминокиселина во тие БЦА што се вика леуцин, кој што е потребна за синтеза на протеините во мускулот, и откако ќе се оштети и ќе вежбате, тоа ќе придонесе за регенерација и раст на мускулот. Од друга страна, кај луѓе кои што нормално секој од нас старее, со старењето знае и мускулната маса да се губи доколку нема доволен внес на протеини. Особено овие БЦА се важни за регенерација на мускулите и исто така за продукција на енергија. Не знам колку си запозната и ти конкретно, Викторија, но 40% од аминокиселините кои што функционираат во нашето тело се практично БЦА, а 35% од протеините кои што се наоѓаат во самите наши мускули се градбени елементи, се практично БЦА. И затоа многу често луѓе кои што се физички активни, доколку имаат ниски нивоа на БЦА во крвта, тоа поттикнува за создавање на една друга аминокиселина со повисоки нивоа, која што најмногу се генерира во мозокот, се конвертира во серотонин, а серотонинот па е одговорен за создавање на умор при вежбање. И затоа луѓе кои што можеби имате умор при вежбање или голем умор после вежбање, многу е важно да се внесува БЦА. Најмногу ќе внесеш доколку конзумираш телешко месо. На второ место би ставил, тоест не би ставил, науката става пилешки гради, тука се протеински прашок од соја или whey протеин, тука е туна конзерва, тука е лосос и мисиркини гради. Тие се продукти кои што имаат најголема концентрација на БЦА, но истото можеш да го правиш и како додаток во исхраната.